Првиот круг на локалните избори помина, но што може да се очекува од вториот круг, кој на 2 ноември треба да се одржи во 33 општини. Ова беше темата на која се дебатираше во магазинот Клик Плюс на ТВ21. Беше ли изненадување резултатот на вреди? Поред професорот Берат Дехари, она што го постигнаа тие се должи на соработката со владиниот партнер ВМРО-ДПМНЕ. Очигледно јасно е, кристално јасно, дека нормално функционира ВМРО со вреди и во централна власт и локална власт. Барем тоа е јавно докажено. Само да се надоврзам за Сарај. Значи, таму вие кристално чисто дека за 200 гласа се подразбира ВМРО-вски гласа, кандидатот на Влен победи. Дали веќе се е познато или сепак има неизвестност и кој кому ќе му ги даде гласовите во вториот круг. Според политикологот Боријан Јузелов, слабиот резултат на кандидатката на СДСМ Каја Шукова е поради тоа што самата партија не успеала да профитира од состојбата во град Скопје. СДСМ има шанса да капитализира на проблемите во Скопје, кои произлегува од кандидатката која беше поддржана од ВМРО-ДПМНЕ и од мнозинството во Советот и нивните несогласувања внатре во општината, поради кои многу работи беа блокирани, поради кои и денес имаме ѓубре по улиците. За жал, СДСМ не успеа доволно добро и доволно рано да најде. Според политичкиот аналитичар Никола Србов, неуспехот на СДСМ овозможи левица да постигне успех во град Скопје. Според него, понижување би било социјалдемократите да им ги дадат гласовите во вториот круг. Би било за СДСМ тоа мислам дека понижување. Искрено СДСМ е да речем етаблирана партија, стожер, една од стожерните партии во Македонија, да сега се спојува со некакви радикални движења, анархистички, ама не знам на која страна залегува, би било понижување за самиот социјалдемократски сојуз, но прашањето на слабата излезност, но и бројот на оние кои се одлучиле да го поништат ливчето е загрижувачки. Е оценка на гостите кои била дека тоа представува аларм, дека се работи и за зголемување на незаинтересираноста, но и на револт на граѓаните кон политичарите.